Продолжуваме понатаму со емисијава, почитувани гледачи. Мој гостин на програмата на ТВ Канал од Вис и ваш гостин се разбира во вашите домови преку оваа емисија е Љупчо Танушев, капитен на ветераните на одбојкарскиот клуб Струмица. Господине Танушев, добар ден, добре дојдовте во нашава емисија. Добар ден и добро ве најдов. Да. Благодарам прво на поканата. Така, одамна не сме се виделе во емисија, се гледаме низ градот, но не сме имале причина за тоа. Веројатно пандемијата од COVID-19 си го стори своето. Како поминавте вие, ветераните на одбојкарскиот клуб Струмица, во оваа изминато повеќе од една година? Па како и сите и ние. Така. Затворено. Значи, контактите се сведе на минимум. Се слушаме со нашите пријатели телефонски, контактираме и се надевам дека сето тоа веќе полека минува и барем за кратко време да се вратиме во нормала. Така. Еве сега во последните неколку дена стапиме во контакт со нашите пријатели од Врање и договараме дали тие, дали ние, значи деновиве да почнеме пак да се подсетуваме на оние убави времиња. Така. Но, имавте ли тренинзи, дали одржувате форма на некој начин? Се гледате ли вие членовите барем Да, ние се гледаме. За нас пандемијата, кажи речи, не важеше. Мислам, не важеше. Значи, ние си контактиравме. Тренинзи многу малку. Но, еве, и тоа го правиме сега муабет, за да можеме пак да почнеме како што бевме и претходно, барем најмалку 2 пати неделно. И така да, значи, еве, и пред пандемијата ние веќе бевме во преговори да одиме за Полска, за Чешка, пак за Турција, каде што бевме. Значи, тие контакти уште стојат, така да само да некои работи нели околу пандемијата се стишат и ние пак почнуваме со активности. Добро. Има ли некакви промени во составот на екипата со оглед на тоа дека одредени играчи завршуваат кариера? Да. Или сте истата таа екипа од порано? Не. Има промени, така да, како што рековте, и на нас времето ни минува и за ветерани. Но сепак колку толку и ние се одржаваме и како што рековте, доаѓаат млади сили. И тие се деца веќе повеќе од 40 години, така да во секој случај се подмладуваме. Така. Имам ли право ако кажам дека вие сте единствениот клуб на ветерани, спортски клуб во Струмица? Има ли други спортови ветерани кои Па кои да, еве и кошаркарите имат и кошаркарите, така. Да, пред пандемијата некои активности беа за Грција, беа. Еве имавме прилика да Бошко Бизнис, Дачо и така. Имавме прилика да направиме една мешана средба пред негде околу месец дена и тоа кај Дачо на викендицата во Вадевци. Таму беше и Бошко и така направивме муабет да и заеднички некаде отидеме каде што има и кошаркарски и одбојкарски клуб, така да тоа е прифатено со задоволство затоа што на сите целта им е иста. Да прошетаме, да се дружиме и така. Така е. Во што е тајната на тој успех на таа ваша активност? Сте завршиле кариера пред многу години и никако да се одделите од одбојката. Љубов ли е во прашање? Нема тајна. Значи, сте поминали некаде, јас бев активен скоро 25 години. Така е. И после тоа, активен како председател на клуб, како организатор на... Значи, тоа така лесно нема обслужување. Не поминува. Значи, кога зборувам за мене, зборувам за сите. Истата судбина не дели, значи бевме заедно за време на играчката кариера и сега продолжуваме и како ветерани. Кој е костурот? Ајде да се подсетиме, кој е костурот на екипата сега на ветерани Струмица? Знам дека председател е Милковски. Да. Вие сте капитен на екипата. Тука сме Јани Караманолев, јас, Васил Коцев, Тони Караколев. Значи тука ни е Ацо,
што беше Бурево, тие кога доаѓаат, мислам, тоа е во Швајцарија, но кога доаѓа, обавезно не збира и се дружиме. Живко Ѓорѓиев, Атанас Ѓорѓиев, ако е тој помлад, но, нели, рековме се помладуваме, и така да Арапов, Митко, значи од помладата генерација. Така. Сега, мислам, да не ми замерат, некој ќе заборам, но тоа е тоа. Но ве има и се дружите и тоа. И тоа е убаво што сте различни генерации. Иако заеднички именител вие ветерани, сепак припаѓате на различни генерации. Да кажем, од еден Мита Арапов до вас како капитен има разлика, меѓутоа тоа не пречи таа нема разлика во размислувањето. Да. Значи, во желбата за дружење, во желбата за надпреварување. И никој пат ние како повозрастни не доминираме, нели? Ајде, ние сме повозрастни, па вие мора вака, така. Значи, заеднички се договараме, заеднички делуваме и затоа има и успех. Така, порано разговаравме околу тоа, колку имате клубови сродни на вашиот ветеран, на вас ветераните од Одбојкарскиот клуб Струмица, во другите градови на нашава земја. Знам дека Тетово беа активни од Југохром Јагуновци. Да ви кажам, само што они останаа така, иначе во Скопје имаше до претедно 10 години, но еве тоа што го збориме, ние обстануваме затоа што се поштуваме еден со друг, значи сите работи ги правиме заедно. Во Скопје беа Богоевски, Тасевски, значи имиња, Србиновски, но Јанков. Таму кога ќе седнат, не знаат, нели кога прават мообет, не знаат веќе значи од кој бил подобар. И стално им е тоа јас бе и затоа се тоа не е добро, тоа не е добро, тоа воопшто не е важно од денешна перспектива, добро, барем кога станува збор за дружби помеѓу вас. Штета е што нема такви клубови и во другите градови, бидејќи многу активни беа на времето, во ваше време, одбојкарите на Борец од Велес. Многу одамна постоеше еден клуб 11 октомври од Прилеп. Да ти кажам искрено, ние еден период се носевме на идеја да направиме лига на ветерани. Така. Значи, Штип имаше добра екипа. Така. И уште со дел од нив контактираме, како што и од Велес, така. Скопје, Тетово, Крушево. Така. И кога ќе се видиме, значи сите ни завидуваат. Значи сите викат, ајде викнете не, значи сите сакат некој да ги викне, но нели треба и некој вас да ве викне. Така. Мислам, тоа не ни смета, но тие самите не се организираат. Да ти кажам искрено, сепак и тоа не е лесно. Апсолутно. Нели ќе кажеме ветерани, но и тука има потреба од финанси, и тука има не е баш едноставно. На кој начин се снаоѓате кога сме веќе се снаоѓаме, значи ние добиваме некои средства од општина, минимални. Така. Како за ветерани? Да, има и сме дел од Сдруженијето на ветерани на ниво на држава и од таму, а иначе другото ние од спонзори кои ни се долгогодишни пријатели и така во приватниот живот, така да луѓето досега ниеден пат не се останале да ни помогнат. Пред малку спомнавте можност за воспоставување, за враќање на таа соработка со вашите пријатели од Врање, така? Да. Од Србија, спомнавте некои гостувања кои пропаднале заради пандемијата од ковид, Полска, Турција и така натаму, но не го спомнавте најголемата соработка. Разлог, фирин разлог. Значи, мислам, тоа не треба ни да се збори, бидејќи нашиот председател со нивниот таму со Асен, ти добро го знаеш, секојдневно контактира, така да и тука сме некаде и ова мислам соработка пак да продолжи во догледно време. Така. Мислам, таа соработка трае и многу години уште кога бевте активни. Да. И кога бевте млади, стандардни првотимци на Одбојкарскиот клуб Струмица. Само ќе ги подсетам повозрастните кои го следат спортот во Струмица, особено одбојката, дека секоја година Одбојкарскиот клуб Струмица организираше турнири помеѓу есенскиот и пролетниот дел од првенството и правеа турнири во кои
другите екипи се менуваат, да кажеме Струмица како домаќин учествуваше, Да, се разбира. имаше екипа од Полска, другите, другите се Бугарија, менуваа, меѓутоа задолжително тука беше Пирин од Разлог. Да, да. И тоа пријателство трае до ден денеска и го негувате, така? Да, тоа е од 60-те години, така да мислам тоа е една историја Така е. која има Долги корени. корени. Така, длабоки корени. Добро, се сеќавате ли напати на годините кога бевте активни, кога Струмица, одбекарскиот клуб Струмица ги постигнуваше највисоките, најголемите успеси во својата историја, долгогодишна историја, тоа не се заборува. кога одбекарскиот клуб Струмица беше член на најелитното југословенско друштво, првата Тоа беше југословенска лига. 82-83 година кога влеговме у прва лига. Така. Тоа беше сон во суштина на сите генерации. Така е, така. И нели сме правиле муабет. Оти години пред тоа, Струмица котираше повторно високо, Се бевме тука меѓутоа беше некаде- втора, трета во втора да. лига, никако да влезе во еднаш играше и квалификации за влез во прва Точно, лига. во Приштина со Црвена Звезда. звезда, така. Така да тоа беше едно доживување но пред да влеземе сите некако бевме како да ти кажам возбудени. Во прва лига како ќе биде, како ќе се справиме со Војводина, тогаш тоа беа екипи Босна, Сараево, Војводина, Нови Сад, Стабар, Марибор, така. Така да Младост имаше Монтер, страшен Загреб, квалитет. Младост Монтер, Младост Загреб, Монтер. Вардар, Скопје. Но, на крајот видовме само една работа, многу важна. Само работа и работа. Така е. И, значи, ние работевме по 8 до 10 сати на ден. Така е. Значи, тоа беше фантазија. Тоа беа прекрасните години на одбојката во Струмица, кога спортската сала Парк беше на секој надпревар исполната до последното место. Се игра надпревари. Значи, тие што знаат, најголемите ќе играчи. се подсетат. Со Младост Монтер немаше место пиле кај да заспа. Така е, така е. Посебно кога станавме, кога самостојна држава и кога станавме шампиони, исто така. Тоа е првата сезона. Првата сезона, после игравме нели во Лига на шампиони. Струмица Генекс инженеринг. Генекс инженери, точно. И тој беше еден период многу убав. Тогаш мислам оти клубот беше најдобро организиран. Значи со сите тренер добар. Значи секој патување беше со, как да ви кажам, кај да одевме во Македонија, ние бевме во панорама сместени, одмор, со јадење, со одмор. Тоа е значи, тоа беше интересна година европски клуб. кога системот на надпреварување беше таков да после завршувањето на сезоната официјално, нели, 4 најдобри екипи играа разигрување како и тоа морам да го спомнам. Во тоа време имаше, во тоа време бевте четврти на крајот. Имаше 6 екипи со исти квалитет. Така. Јохром, Бардар, Штип Надо се поечи со оние украинците, Работнички, Крушево. Така е. Тетово, значи Борец. Значи имаше страшна конкуренција. И вие бевте четврто место и беше просто невозможна мисија Струмица да стане шампион. Со 6 бода помалку од првиот. Така, колку 8 бода? Со 6. Со 6 бода. Беговме во плейоф. И тоа е разигрување. Меѓутоа тука е клучниот момент кога за тренер доаѓа Пиперков од Бугарија и како со магично стапче го препороди клубот. Тоа е големината на голем тренер. Така, и од четврто место, победа по победа, на крајот го победивте Југохром. Морам тоа да го напомнам. Значи, тој пред да се нафати да биде тренер, дојде првото, уште беше редовното првенство. Така. И дојде да ја гледа утакмицата тука со Работнички. Посматраше. Го гледаше и Работнички, не гледаше и нас. После тоа, значи се нафате, виде, нели, која е нашата екипа, виде која е првенството, значи, па ќе кажам, тоа е големината на еден тренер. Така. Значи, тој свати дека со нас може да го направи тоа што ние го сакаме и тој го сака. Но, има тука нешто што исто така е важно да се каже. Од кога станавме прваци, нели, тој следната година отиде во Македонија. И така, во салата правиме мобет и му викам,
професор, викам, благодарение на вас, нали го направихме тоа. Историски Он успех. вика не. Вика благодарение и на вас. Апсолутно. Значи, Тоа е заеднички успех. Не може Значи- едното без другото, значи апсолутно. таков авторитет не натера сите оние негативности што ги имаше кај нас да се анулират затоа што Беше стратег, беше психолог, беше психијатар. тоа сакам да кажам. Значи, Така е. ние во еден момент не ги покажавме оние наши негативности, Така е. кога дојде тој, значи, од едно страшно поштовање према него. После освојувањето на титулата, значајно е да се спомната другите успеси на одбојкарскиот клуб Струмица, а тоа се учеството во европските купови. Да. Колку пати одбојкарскиот клуб Струмица учествува? Значи, сега, ајде, не сакам да искористам емисијата за мои лични Да, меѓутоа убаво фалби. да се подсетиме, Значи, а дури и за помладите Мојата гледачи. кариера заврши 2004 година, така да после тоа станав председател на клубот. Така. Значи следната година ние, значи 92-93 игравме у Лига на шампиони со Донаукрафт, а потоа игравме Тоа е со Риека. Донаукрафт од Виена, од Австрија, да. Да. Значи потоа игравме у Риека. Значи игравме Турнирски беше. Не. Значи по една утакмица. Таму изгубивме 3-0, тука победивме 3-2. Од тогаш Почна во група. ЦЕФ не стави во Холандија. група, да, Холандија беше тоа. Значи имавме резултат што ни ја донесе таа привилегија. Значи следната година бевме во Холандија, Така. а И таму беше турнирски. да, турнирски. Значи Четири 4 екипи. дена, 4 екипи, бевме ние аустријска екипа и не знам кои други. Значи таму имавме една победа. Следната година бевме исто во група во Софија, исто турнирски, и таму имавме една победа над Пунтигамер од Аустрија. Таму беа Рибница, Кралево, ЦСКА и не знам кој, но одигравме стварно добро. Така е. Така да, значи на скалата на ЦЕФ скокнавме неколку места и веќе не сврстуваа директно Така. во групи. Одбојката беше и остана спорт број 1 во нашиот град, се изнамножија многу титули, но штета е што не се повторува тоа Струмица да излегува надвор во Европа како шампион на државата. Морам една работа да спомнам, значи кога би знаел дека ќе дојде време кога клубовите многу полесно ќе доаѓат до пари, никој пат немаше да го напуштам клубот. Значи времињата беа такви как што беа, но стварно да се дојде до пари, да одете вие за Холандија, ви треба 25.000 марки. Значи само превозот ни беше 7.000 марки во тоа време и тоа со автобус. Така. Тамо сместување, па лиценци, па значи тоа е стварно мислам малку е да кажете успех. Така. Да вие ги најдете тие пари. И сакам да ви кажам, како што е сега времето, мене ми е чудно, еве, например, знам до лани, Ока Джио Струмица имаше баучер од скоро 50.000 евра. Значи, одмах ќе ви кажам, сега јас да ги имам овие пари и да сум значи, председател на клуб, јас ви гарантирам од секоја година ќе играме, не само што ќе играме, него ќе имаме и екипа добра. Така. Добро. Значи, не можам стварно да сватам, еве, од тоа време до сега не сум чул еден клуб да излезе и да игра во Европа. Да, но не е само така и во одбојката има и други Мене спортови не ме во интересира кои... за, значи, Така, збораме така. за одбојка. Така. Така да, жално е. Еве, гледам, во последно време, ова генерација што беше у Струмица, и не знам понатаму дали ќе има дете кое ќе биде на некој ранг на кај што може да но мора да излезе, бидеме оптимисти. Струмица е спортски град, Струмица е одбојкарски град. Треба да бидеме оптимисти во секој случај. Јас не знам дали има поголем оптимист од мене, Добро. но сепак реално ги гледам работите. Значи, има многу фактори што, значи, освен парата, значи, се важни за да има успех, да има квалитет, да има. Еве, одмах ќе ви кажам, јас имам пријател што пред некој ден ми се јави, тој е менеджер од Бугарија, сега моментално е во Полска,
и се бара од мене. Дај ми девојчиња, дај ми, значи, сака за у Полска, сака за, еве сега ќе оди у Португалија, значи, еве има можности. Ајде, вие кажете ми на мене што да му понудам. Кој квалитет го имаме? Значи, луѓето бара. Значи, во моментот е толку интересантен пазарот, што сам вие да имате во секое време. Значи ли тоа дека сте песимисти во поглед и на македонската одбојка, бидејќи сепак последните години македонската одбојка барем на репрезентативно ниво, нели, постигнува успеси. Тука е Костурот е Струмица. Да, сега знам што сакате. Сакам да кажам, Костурот е Струмица, Струмичката одбојка, браката Георгиеви, Љавтов и така натаму. Ќе се надоврзам на светската Маджунков, лига. Да? Жени. Видовте Србија каква промена направи? Така. Значи цела екипа од 16, 17, 18 до 19 години, они имат веќе нова репрезентација. И пак европски првак. Како да бидам оптимист кога, ајде кажете ми вие, еве, ја гледам нашата репрезентација. Значи браките Георгиеви уште година, две, дај Боже, 5. Шо понатам? Така. Љавтов. Веќе децата, мислам, се искусни. Значи имат страшно искуство. Ама годините мина. Значи, за урок од 2 до 3 години, ние веќе треба да имаме подмадок, што веќе ќе дава. Да, но тоа не е само до клубот, не е само до градот, бидејќи потребна е малку посилна лига, да има со кого да се надпреваруваш за да создадеш квалитет во играчи, да кажеме. Сите клубови им се исти во градовите. Така е, така. Само ме радува многу, еве, пред некој ден разбрав дека Љавтов потпишал за италијанска екипа. А италијанската лига е број. За да некој би викнал таму, така. Значи свака час. Одлично. Сепак треба да се радуваме на тие успеси. Можеме вака надолго и на широко, но што би било кога би било? Доколку нештата со пандемијата од COVID-19 одат на подобро, кои се идните планови на одбојкарскиот клуб Струмица ветерани? Значи, како што рековме, ние сме во контакти со истите тие екипи што бевме и пред пандемијата, така да се надевам дека во скоро време, значи како што рековме, да почнеме прво од близко, за да се загрееме. Врање. Разлог. Врање разлог, да. Не се откажуваме од Полска, затоа што таму не е фактички се договорено. Значи, човекот што ми е таму, се чека само момент за да можеме. Сега тоа зависи па и ние колку ќе можеме сето тоа да го покриеме со финанси. Така е. Се надевам оти пријателите пак ќе останат пријатели. Така е. Тоа е. Добро, од прилика тоа имав да ве прашам. Ви благодарам, јас се надам дека ќе имаме поводи вакви ваши гостувања, дека ќе следуваат ваши гостувања и дека тоа ќе бидат убави поводи повторно да поразговараме овде во студиово, да разговараме воопшто за одбојката, за проблемите во одбојката, за успесите во одбојката. Јас би сакал вие, пошто вие сте дел од нас, да. Вие сте само надежен одбојкар од времето, добро. Кога, еве, сега си доаѓаат нашите бивши другари, одбојкари, кои од Швајцарија, кои од Италија, оваа средба, следната, што за некој ден ќе ја правиме, да бидете и вие дел од таа средба. Не се откажувам тука. Под еден услов, сето тоа да се документира. Нема проблем, договорен. И благодарам што бевте гости. Благодарам и на вас. На програмата на ТВ Канал 10.